Драги мои колеги и колешки, јас сум Милица Давчева, трета година студент на Институтот по социологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Со голема гордост и почит стојам пред нашите праучители и се словенски просветители Свети Кирил и Методи, кои го описменија целиот словенски народ. Денес го чествуваме празникот на се словенските просветители, но го прославуваме јубилеот, 75 години од постоењето на УКИМ. Ако се навратиме повеќе од 3 децении наназад, УКИМ произведувал квалитетен и стручен кадар, врвни професори, интелектуалци, научници, архитекти, лекари и судии. Многу е жално што денес говориме. Меѓу 2000 најдобри универзитети во светот, УКИМ падна на 1990 место. Но зошто е тоа така? Политичката структура која владее последните 30 години целосно заборави на нас студентите и нашите професори. Со тоа што најмалку средства се издвојуваат за научно-истражувачката дејност и за објавување и обновување на литературата, и нашите професори земаат најниски плати во целиот регион. Секојдневно се соочуваме со лошата инфраструктура на нашите факултети. Поплавени предавални при дожд, непристапност на лицата со попреченост до тоалетите и предавалните, немање основни средства за хигиена. Со години е напуштена нефункционална спортската сала во кампусот на УКИМ. Живееме во нехумани услови во студентските домови. Се уште не ни се исплатени ваучерите за меѓуградски превоз. Плаќаме партиципација за сите 3 циклуси на студирање, со тоа што студентите на втори и трет цикл студии не им се овозможени стипендии и студентски оброк. Црвена младина и левица се залага за целосно бесплатно образование. Јас верувам дека многу наскоро ќе го вратиме сијајот и авторитетот на УКИМ и среќата на секое битие кое живее на територијата на Република Македонија. Нека ни е честит 24 мај, денот на сесловенските браќа и описменувачи Свети Кирил и Методи.